Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание Јади Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јан Калковски, вашиот уредник и водител, а вечерва имам особена чест и задоволство да ја поздравам почитуваната Солза Грчева, гостин во студиото. Добро вечер. Добро вечер. И до вас и до гледачите. Благодарам. Пријатно ми изненадивте што прифативте да гостувате во емисијата од многу аспекти, затоа што сепак оваа емисија не е само и ваквите интервјуа не се дневно политички, туку имаат за цел вака една слика да извадат малку повеќе. Господјо Грчева, ве гледам дадовте милиарда интервјуа, најчесто ве канат за дневно политички теми, или е името, или е уставот, или е парламентот, или овие одлуки, или оние одлуки, и некако се губи сликата со кого си имаме работа. Може би не би биле интересни кога би биле, не знам, некој си ординарен пратеник, но ја возбудивте јавноста со една храбра одлука, а тоа е да формирате партија. Пред да одиме за партијата и за тоа, искрено да ви кажам, малце тешко дојдов до податоци до вас, дека сте професор, дека имате докторат. Каква е вашата кариера? Како стигнавте вие од ова до овде? Па мојата кариера би рекла интересна кариера и не е праволиниска кариера. Знаете, се очекува ако сте веќе професор во академијата, во академскиот свет, да тоа оди праволиниски. После завршување на факултетот, вие станувате студент, ако сте еден од најдобрите во генерацијата, како што и јас бев. Меѓутоа, бидувајќи инженер, електроинженер по струка, а потоа докторирав компјутерски науки, мојата одлука беше невообичаена за тоа време. Јас одлучив наспроти сите совети кои што ги добивав, обкружена со професори во главно во своето семејство и околината, одлучив да одам во индустрија, да одам во стопанство. Така да и сметам, и се уште сметам, дека инженер не може да оди директно да предава некому нешто, ако не поминал ни се една сериозна пракса. Така да јас едно 13 години работев во стопанството. Работев во хајтек фирма, словенечка, Искра Делта, работев во ОХИС долго време како директор на компјутерски центар. Таму и докторирав, прочем, додека работев во ОХИС, таму докторирав, што исто така е невообичаена работа. Знаете, докторатот некако е привилегија на оние кои што се на факултетите. Што докториравте на којата? Докторирав на тема на квалитет на софтвер, еден систем, еден модел, моделирање на квалитет на софтвер. Предходно магистрирав во Загреб, исто така на компјутерска техника, а темата магистарска ја работев во Америка, во Соединетите Американски држави, на Ohio State University. Значи, отидов потоа на факултет, после X години, прво на УКИМ, на Скопскиот универзитет, потоа бев првиот проректор, значи во првата постава на Штипскиот универзитет, кога се отвори. Таму имав еден голем проект, кој што обезбеди огромна опрема, како прво благо би рекла на тој универзитет. Првите студенти на тој универзитет учеа на опрема која што јас ја заработив преку тој голем проект. Потоа имав и интернационална кариера, бевме со сопругот во Холандија, работевме, имавме секогаш понуди да останеме било каде да сме биле, но одбрав за моја среќа или не знам да кажам малку из осуда од сите околу, се вративме овде. Делумно од тоа што мислам дека мора овде да се работи и делумно и од приватни причини решивме да се вратиме овде. Во моментов, значи, решив овој семестар да паузирам, тоа е доброто во академскиот свет, што можете да си дадете и пауза и да продолжите кога ќе решите да продолжите, бидејќи одлучив, како што знаете, да правам партија. И сега видов дека уствари партија да се направи во наши услови е потешко од фабрика да се отвори, така да сум цело време ангажирана со партиски активности. Потешко е партија да се отвори од што фирма? Апсолутно. Апсолутно. Тоа е еден неверојатен потфат.
ќе го запишам ово за подосна, ме заинтригира за околу вашето. Во суштина, доста интересно, зошто одбравте вака на оваа ваша надградба, софтвер и така натаму, не само што мислам дека нема врата на компанија која софтверска светска не би била отворена за вас, буквално мислам од Google, Microsoft, па не знам до кого да бирате, сепак се одлучувате за академска кариера. Зошто, дали едноставно дојдовте во сознаниева, еве па и ме интересира, не може да сте имуни на тоа. Да. До каде е таа компјутерска технологија, развојот на софтверот, тоа е за мене барем бесконечна работа. Да, апсолутно. Зошто не, на пример, професионално што би ви донело и, не знам, материјален бенефит, а и гледате луѓе што создаваат со сето ово. Зошто ваква одлука? Знаете, прво, мене материјалното богатство не ми значи многу. Многу тешко се оди овој пат. Да, апсолутно тешко се оди овој пат. Материјалните блага ми требаат онолку колку што ќе ги задоволам, да речам, моите потреби кои што не се кој знае какви, и сметам дека тој материјализам, дури се чудам на тој материјализам, право да ви кажам. Кога гледам каква алчност се промовира на секој ниво, поготово на власта кај нас и со години назад, и 27 години, не можам да се начудам, верувајте, ова не е фраза. Јас секога не сум била скромна, сум имала секогаш пари онолку колку што ми требале да ги задоволам некои своји потреби, да живеам нормално, да патувам и така натаму, но над тоа не ми требале пари. Според тоа, јас ја одбрав својата кариера од голема љубов кон студенти. Значи, сакав да работам со студенти. И ме помнат генерациите. Не е само фраза? Не, апсолутно не е фраза. Една дама на ваши години со ваков успех, да. Па сигурно пола време ги гледаме укупување Прада, Луи Витон и такви работи. Неверојатно, вас тоа не ве влече? Не да не ме влече, него тоа ми е друг свет. Тој конзументив... Нешто што апсолутно ми е ампутирано од свеста. Нешто на што не му обрнувам внимание. Секој сака да биде пристојен и убаво облечен, меѓутоа тоа не мора да биде светски марки, знаете. Навистина не е фраза работата со студентите, поготово што потекнувам од такво семејство, знаете, веројатно и генот е многу важна работа. Моите родители беа професори на сосема други струки, значи мајка ми беше биолог, генетичар, мојот татко беше професор по македонски јазик и руски јазик и литература, така да сосема друга струка сум одбрала во животот. Не бев една од оние кои што треба да ја следат династијата од своите родители. Ете и тука направив еден исчекор за изненадување на сите други. Иако убаво пишував, можев да се ориентирам кон литература, или пак исто така имав склоност кон медицина, меѓутоа не одбрав струката на мајка ми, одине да не кажат, еве сега керката отиде на истата струка како мајката и таткото, па отидов на нешто, они секогаш кога ќе ги видеа моите учебници, паѓаа во несвест. Мислам, ништо не разбира од тие формули кои што ги носев дома како учебници. Меѓутоа, да се вратам на тоа, значи, они беа одлични педагози. Татко ми почина многу млад, меѓутоа, мојата мајка ја памтат генерации сега во Македонија како еден од најдобрите не само професори, туку и педагози, со еден совршен, фантастичен однос, емотивен однос кон студентите, кога се даваше се што се може за нив. Тој однос го продолжив и јас и ќе се пофалам сега во оваа прилика дека успеавме со тим студентите за година и пол да добијат 5 светски награди. Значи, за кој факултет збори? Ова е на ФОН конкретно, кога бев. Добро. Значи, имавме фантастична група на мотивирани студенти, бидејќи ФОН имаше во тоа време, може би уште е истиот систем, не сум запознаена, да ги стипендира, односно бесплатно учеа студенти кои што се талентирани, кои што освојувале награди во гимназија и така натаму. Со таква група на студенти освоивме 5 светски награди, први и втори награди. Знаете што значи за една Македонија да освои први и втори светски награди? Првата награда кога во Вашингтон им се даваше на студентите, значи се пренесуваше на бимови низ Вашингтон, директорот на Светска банка им ја предаде наградата
на 5 деца од Македонија кои што освоија прво место во светска конкуренција со илјадници пристигнати решенија. Тоа се, да речам, убавите моменти во нашите академски кариери, кога гледате дека студентите постигнуваат повеќе од она што вие сте замислиле. И тоа е нешто што сакам да го работам на вистина. Чудно, нели? Јас сум вџашен, искрено да ви кажам, и со задоволство би го продолжил до крај разговоров исклучиво на оваа тема со вас. А може друга емисија. Искрено да ви кажам, со задоволство би го, бидејќи вака, пак велам, ова се работи во овие 5 минути, за вас дознав повеќе него во претходниве ваши 100 интервјуа. Да, па добро, знаете, интервјуите се такви како што се третираат само моментите, вашиот поглед на тие политички случувања и ништо повеќе. Аз се надевам дека ова ќе им биде потребно и добредојдено на гледачите кои, запознавајќи се со вас, па кога ќе збориме за политиката, да се видиме со што на човек збориме. И мене ми се допаѓа овој малце ребел панкерски пристап. Буквално. Да, и ми се допаѓа искрено, но ќе видиме како тоа се вклопува во целата филозофија и идеологија на политичко делување. Кажете ми, кога почнувате вие партиски да се активирате? Можам да кажам дека партиски многу малку сум била активирана. Тоа беше буквално 2013 година. Претходно одбивав да влезам во било кој партиски круг и да припаѓам некому, бидејќи еве сега формирав партија, меѓутоа не очекувам членство големо. Сакам да имам поддржувачи. Сакам повеќе да имам симпатизери и поддржувачи, затоа што не светам дека членството е клучна работа. Значи, 2013 влегов активно во политиката, претходно бев пасивно активна, да кажам, меѓутоа формално 2013 година, кога станав председател на Советот за образование, но како експерт во Социјалдемократскиот сојуз, добив понуда да го водам Советот за образование и мислам дека тој совет работеше многу добро и произведе една одлична образовна програма, која што делови од неа влегоа во 2014 во изборната година. Значи, немав јас долг партиски стаж, повеќе имав работен стаж. Ве прашав, бидејќи влеговте во парламентот како член на СДСМ, но не знаев, немав точна представа колкав ангажман имавте вие во рамките на партијата. Значи, повеќе им импонираше очигледно на партијата да ви има, ама се работеше и за тоа дека они проценија дека како стручњак во доменот на образованието, дека многу сериозно ја сватив таа работа и буквално бевме можеби единствениот совет кој што секојдневно работеше, се состануваше и навистина сработивме многу убави работи, многу убава програма. Значи, видоа една сериозност во мојот настап. Сега понатаму се случи тоа што се случи, го знаат сите, публиката секако го знае, дека дојдовме во расчекор околу концептите. Значи, јас сметав дека во тој момент не е потребно и дека е штетно бойкотирање на парламентот. Поготоа што знаете, и сега кога зборуваме за бойкот... Еве се од дистанца. Ви изгледа ли добра одлуката ваша? Да, апсолутно да. Знаете, јас, еве, кој што рековте, тој панкерски пристап, ја не се плашам од тоа да идам понекогаш и контра своите интереси. Тогаш отидов контра своите интереси. Бидејќи, знаете, да си од 7 години и пол по кафулиња, затоа што потпишувате, ја не може да се вратам на факултет. Значи, таа година и пол мене ќе ми беше празно. Ќе примав плата, да, меѓутоа ќе ми беше забрането да работам, она што го работам. Сонот на просечен да, но овие поготоа што седат дома, а зимаат плата, мислам, тоа е апсолутен сон. За мене такво нешто беше незамисливо. И знаете, ми смета една базична нечесност кога се зборува за бойкотирање на парламент. Еви сега ВМРО 3 месеци бойкотира. Никој не бойкотираше парламент, во тоа е проблемот. Никој до сега кај нас не бойкотирал парламент. Тие само не одеа на работа со полни плати.
Институтот бојкотирање на парламент, значи, се појавувате на говорница координаторот и вели, ние бојкотираме. Во тој случај 30% се платите, а не се 100% платите. Не се 100%. Значи, до сега во Македонија никој не бојкотирал парламент. Тоа е лага. Тоа е лага. Знаете, многу е лесно да бојкотирате со цела плата кој ќе ви стигне на први. Нема бојкот на парламент. Постои неработење во парламент. Каде што тогаш беше Трајко Велјановски, половина час на секоја седница ни ги читаше имињата на луѓето, како Али Ахмети, што никош не се појавува во парламент, и тоа е секојаш во таа збирка, ни ги читаше имињата на сите кои што уредно си се пријавиле ке секретарките дека нема да дојдат на оваа седница. И така на сите седници, на сите комисии. Тоа е за да се еден тотално нечесен однос кон граѓаните, чии што пари се трошат. Разбирам да е стандарден бојкот. Бујрум, сеите со 20.000 денари дома, бојкотирате колку сакате. Но ова не е бојкот. Значи, немаше бојкот. Нити е сега ова бојкот, нити имаше тогаш бојкот. Што да кажам? Пријатно сум изненадан. И тогаш непријатели стана оние кои што решија да си го работат. Она што го работат, бидејќи, пазете, јас не влегов таму да го дадам мандатот, како што овие ликови што сега ги гледаме, што прелетнуваат од едно на друго место и си гласаат секојаш кога треба со зелени копчиња. Јас напротив, можете да ги проверите и стенограмите, и гласањата, секогаш си имав свој став и најчесто гласав против тие политики за кои што апсолутно сум се борела против како опозиција. И знаете, луѓето тоа го проценија. Баталете нападите жестоки од некои кругови до Социјалдемократскиот сојуз. Колку беа жестоки? Еве се од дистанца, колку можете да приватно закани и така натаму? Партиите големи кај нас, партиите големи кај нас можат да бидат многу прилично малициозни кога ќе им се испуштиш од раце. Фејсбукот на што ни личи? Фејсбукот е место за хејтање и така натаму можеме да го анализираме. Тоа е местото каде што ви се обраќаат кај нас и министри, кај што делат лево и десно етикети. Тоа е местото, тоа е просторот. Ментално, како го поминувавте тој период? Ај, чекај, пред да ми одговориш, господјо Грчев. Ајде. Кажи ми, што музика слушаш? Слушам повеќе класична музика, затоа што мажот ми е налепен на класична музика и јас сум завршила 10 години клавир. Така да, повеќе, клавир свирев. Добро. Играв ракомет многу активно. Скијав многу активно, мислам, спортови обожавам, пливање, например, обожавам. Така да сум имала една многу активна младост пред се и активен живот до сега. Прилично витално делувате. Да, апсолутно, да чукнем од некој дрво тука. Слободно, кај сега. Овакво, сакав да ве прашам, Карајан? Слушам, знаете, изборот ми е огромен. Ние можеби имаме најголема збирка во Македонија и кај нас се споредуваат, да речеме, збирка на класична музика. Винили или CD-а? CD-а, каде што, да речам, истата композиција се слуша во 5-6 изведби и се прави разлика, да речеме. Затоа Карајан го спомнав. Да, знам. Мене секогаш ми е изведбите на Карајан ми се врв. Да речеме, се расправаме кои, да речеме, од Шопен работи ми се бендисуваат повеќе од ашкенази изведени, а повеќе од Артур Рубенштајн и така натаму. Мислам, навистина имаме една огромна колекција во која што Погорелич живам. тука негде влегува? Влегува, апсолутно. Не во првата категорија. Не во првата категорија. Беше, се сеќавате колку беше панкер во своето време. Да, апсолутно и многу симпатичен. Значи, предпоставам дека добра опрема, хај-фај. Да. Апсолутно тука да не навлегувам во тие теми. Филмови исто така, една огромна филмотека дома имам. На Blu-ray, DVD? На DVD. На DVD, добро. Јас се апгрейдирав на поедноставните девајси ни се по... Не, заради подобра слика. Да. Намерно ве одскокнувам од темата и сега ќе се вратиме повторно на притисоци. Кажете ми, што ви овозможи ментално
да ги издржите тие притисоци, бидејќи сум гледал и многу помажи и многу по таф политичари кои се кршеле на тие притисоци. Имено меѓу нив и јас бев, иако не сум некој политички аналитичар во сето тоа, го следам како што и мојата публика го следи, површно и така натаму, но имавме чувство дека е тоа некаков маневар. Излегувате од СДСМ, не ни се веруваше дека некој на СДСМ му врти грб, преопасно е, дека е тоа некој маневар, па тоа ќе биде некаков си тројански конј за во опозиција или за нешто глумење пред меѓународна, еве доста време поминува, останувате. Тогаш имаше многу жестоки напади на оние вулгарни дронови од Facebook и од портали кои... Од opinion makeri, кои што ги слушаме и по телевизија. Допираше ли прво тоа до вас све? Не може да не ве допре. Добро. Да бидам искрени, не може. Јас сум емотивен човек и... А сте емотивна, тоа ме интересира. Сум емотивна. Како го процесиравте? Но, знаете која емоција ми е најака? Силата и наетот. Значи, осеќав интелектуален капацитет да се носам со целата работа, моите говори останаа запаметени. Јас, како да ви кажам, запаметени од друг еден аспект. Јас никогаш, јако жестоко се спротивставував против политиките во моментот, од владеачката гарнитура, но никогаш не употребував зборови од типот злосторничко здружение, ке си лежите и така натаму. Зборував за закони, зборував сакајки да ги поправам законите, некојаш по-жестоко, некојаш по-мирно, сталожено, меѓутоа секојаш сакав да унапредам некоја законска норма која што ќе дојдеше пред нас и тоа луѓето го ценеа. Значи, и од двата блока почнаа да го ценат. Оние жестоки напади, навреди и така натаму со време се осипува. Остана, да речам, во рацете на оној најпримитивен апарат кој што го има секоја партија околу себе, додека другите, повоздржаните, поумните, престанаа со таквите напади и почнаа да велат, чекајте да видиме женава што зборува. Јас сметам дека настапував многу принципиелно. Например, кога дојде пржино, јас бев една која што цело време бев на говорница и не можев да се начудам на пратениците на ВМРО во тој момент, како со леснотија си ги гласаат тие закони и кај мене ќе биде останато во досието дека многу од тие закони не ги гласав, вклучително и изборот на Катица Јанева, за кој што одржав и говор, бидејќи не се согласив со тој избор. Така би требало да функционираат пратениците, знаете, а не сега да ги окрупнува Заев и сигурен дека ќе му испорачат толку и толку гласови. Тоа е до крајност вулгаризирање на демократијата. Тоа се едни провинцијски штосеви на кои што ги навлекоа партииве наши. Такво нешто немате никаде. Во развиените демократии вие никогаш не сте начисто ни вашите пратеници како ќе гласаат. Не за џабе имате лоби групи кои што имаат постојани канцеларии во парламентите и лобираат за одредени закони. Тоа се разни интересни групи, затоа што никогаш не сте сигурни. Ако ги следите настаните, да речеме и во Америка, Трамп доживеа дебакал од неговите. Да, од неговите. Значи, тоа редовно се случува. Се случува во британскиот, во Атина, во парламент. Има здрава доза на демократија дека по партиска директива таму не може да ти помине се ако тоа не одговара со моралот, етиката и видувањето на поединечен пратеник. Интересот, конечно интересот на граѓаните кои што ги избрале. Значи, оваква вулгаризација на нашето собрание, кој што нели искулминира неколку пати, имаме црни денови, црн понеделник, црн четврток, црна среда, све црно ќе ни стане, цела недела ќе ни стане црна. Вакви ситуации се незамисливи, каде што некој ќе го окрупнува мнозинството и ги знае веднаш. Па се прашувам и тогаш ги прашував, зошто ни ги трошат парите, зошто генералните секретари на партиите на телефон не јавуваат како на лицитација, денес ние даваме 63 гласа за тој закон и крај. Нек си седат, ни патни трошоци од 4-5 илјади евра, што стане и 9 илјади евра, ни ништо.
Го чувствувате, значи, ова што се случува како една обична демагогија? Обична демагогија и обична, знаете како, обично изигрување на демократијата. Затоа, тоа е кабаетот на нашиве партии, зошто луѓево им се ежи кожа кога се каже демократија. Бидејќи, овие никој не воведоа демократски систем, па ние сега да го неќеме. Тоа исто со оној болонски систем, ако се сеќавате на универзитетите. Кога прогласија во еден момент, не чини Болоња, треба да ја рушиме. Не чини Болоња, ние не чиниме. Ние злоупотребивме Болоња за да не работиме. И за студентите лесно да добиваат оценки и дипломи. Значи, ние нема систем што не знаеме да го расипеме. Затоа сме многу, да речам, спремни и подготвени. Така да ние во моментот немаме законодавен дом. Да ве прашам вака, немаме. Пак да ве отскокнам. Многу добро кажано се во ова и сигурно ќе се навратиме, имаме доволно време. Но, вие како човек кој се разбира и професионалец и доктор за софтвер, ако еден систем лесно се пробива и може да се корумпира, проблем е во системот. Ако ние сме ја злоупотребиле, еве ние не чиниме, Болоња ја злоупотребивме демократијата. Многу лесно е, нели, ти си крив, ти злоупотребуваш, немаш виша свест, немаш морал и етика, но викаш, чекај, ако е ова добар систем, он треба да е отпорен на такво. Фаерболот негов не треба да дозволи пробивање на такви примитивни и така натаму и така натаму. За жал, системите ги градат луѓе. Значи, нити еден човек може да изгради систем, нити да растури систем. Што по вас, зошто тогаш вие се нафрливте на лично ве прашувам, на парламентов и на политикава се нафрливте како на софтверски програм кој е препол со багови и на кој му фали и firewall, му фали improvement и пачови. Што треба, каков апдейт да се даде за да ова биде функционално? Бидејќи знаеме дека е човекова свест. Но и ние не го измисливме овој парламент. И ова е некоја копија, која гледаме дека и во светски рамки се помалку се функционира, затоа што генерално светски се девалвира за да не функционира, затоа што предпоставувам дека центрите на моќ не им одговара демократија. Како bulletproof да станеме? Како firewall, каков антивирус програм треба да се стане? Ние никош нема да станеме bulletproof, бидејќи, еве, како што рековте, и светски тренд е, либералната демократија доживува голем крах. И пред светската војна, Втората светска војна, затоа се тие процеси последователно. Значи, демократијата добива ударци на светско ниво и тоа е апсолутно така. Меѓутоа, она што кај нас се нарекува демократија, тоа го нема никаде, верувајте. Веројатно на Балканот, тука неколку земји си играат демократија. Ова е резултат на еден клиентелизам кој што си го направија партиите, една комоција, па дури би рекла една видоа како може да се екзистира перфектно, да луѓе во спрега политика со бизнес се прават енормни богатства преку ноќ и зошто некој би го менувал тој систем. Тој може да се буни против тој систем кога е опозиција, но кога влегува во власт, апсолутно истите политики ги рециклира. Така да, еден некојаш треба да каже доста. Доста е, пропаднавме од ваквото. Замислете, партиски вработувања на секој ниво. Се прашувам, што е со оние луѓе кои што немаат партиски книжки, кои нив ке ги вработи? Тие се проколнати, тие не можат да работат овде. Нити во администрација да влезат таму, па никако, не дај Боже. Нити бизниси да отворат, одма ќе бидат рекетирани, одма инспектори им се праќаат, фирмарини, патарини, што не плакаат веќе тие луѓе, тие се херои на трудот, по мене, во Македонија. Овие елити кои што циклично ни се менуваат, пазите, овие две елити ни се менуваат практично после онаа експертска влада, овие две се променети лидерство. Една од другата ги учи не добрите практики, бидејќи имало и добри практики, и кај едни и кај други. Не ги учи добрите практики, туку вели, овие даваа многу, популизам чист, независно што после 5-6 фонда ќе пропадна заради нивниот популизам, се задолжуваа многу држаа на некое ниво задоволни граѓаните и никој не му се посега по тоа да направи болни реформи. Тие реформи ќе болат, да се разбереме. Било кој да е одважен и да реши
на вистина да направи општество кое што ќе биде одржливо добро. Значи, чекор по чекор, но одржливо добро. Нема да биде популарен. Ова е веќе време дојдено како ветувањето на Черчил. Сега ви ветувам само пот и солзи, ништо повеќе од тоа, не сметете повеќе од тоа. Некој таа вест на граѓаните мора да им ја каже. Господио Грчева, овој народ, освен пот и солзи, ништо не видел. А воспитане, Тој што сватил, видел. Тој што видел. А генерации пораснаа во она што го кажувате. Ако немаш партиска книшка, нема вработување. Ако твојата емисија и телевизија нема партиска поддршка, па ти не постоиш или си маргинализиран. Да. Ако немаш ти партиска книшка, ако не си припадник, ако не те поддржува, бизнис, земјоделие, субвенции, многу тешко. А после кога ќе дојде промената, па ти ќе бидеш на мета. И сега луѓето вака, за да успеам, влегувам у партија, но и останувам во таа партија со сите нејзи лоши дела, затоа што колку толку се надевам дека ќе ме заштити кога ќе дојде промената. А сите знаат дека ќе дојде промена. Колку толку, некој ќе иде у притвор. И па во тој случај, следете, постои идеална дефиниција на ваквото однесување, само не се вика партија во светот, се викаат картели. Значи, ако постојат како картели партиите наши, во тој случај овој систем нека се продолжува. Ки избегаат сите, вработувања нема да има. Или ќе трасираме едно модерно, цивилизирано и богато општество, како што Македонија можеше и мораше да биде до сега, со сите природни ресурси што ги има, со 2 милиона луѓе на својата територија, ние до сега ќе цветавме да не бевме изложени ете токму на вакво картелско однесување. Имате надеж уште? Да, јас сум вечен идеалист. Вечен идеалист сум, сметам дека ова мора да се промени. Ова мора да се промени. Знаете, ќе почнат да пукаат фондови. Пензискиот фонд ќе пукне. Што правиме? 2/3 од лекарите уште сега мислат да си отидат. Што правиме? Имаме безвредни дипломи. Што правиме со нив? Ако го скенирате целото општество, се е резултат на неодговорни политички елити кои што немаат друг концепт на владење освен овој кој што го зборувам. И на нив е кабаетот, не е на луѓето. Луѓето... Да, ја па ги обвинувам моите гледачи. Ја викам, јас се извинувам. За ова, ја не се лутам на ниеден корумпиран политичар. Како на не се лутам? Не им се Како лутам. не? Затоа што ние ги бираме. Не ни дојдоа со летечки чини Не и ми така. рекоа со ласери, бирете не. Тоа не значи ако сме го избрале дека може да прави што сака. Значи, Па прават, ама немаме реакција од наша треба страна. да се научи да казнува. Добро е што избира, но треба да научи да казнува. Но не казнува. Па тоа е една немоќ. Тоа е една, како би рекла, повторно една несигурност, една... Страф од реваншизам пред се. Едно немање па и на храброст, ако сакате. Мора секој да се одважи, затоа и се вика мојата партија глас. Да ви кажам, секој да го дигне својот глас треба. Да ви кажам, без оглед што е примитивизам, искачање, тепање, палење и така натаму, но такви сцени гледавме и во Грција, гледавме во Франција, гледавме во Шпанија и еве сега најсвеж пример во Албанија на Косово ги им дава 25 евра патарина, искача народ, пали, крши и така натаму. Примитивизмот и насилството го осудувам, но викам овие луѓе ќе се изборат на крајот на криштата за поволно она што сакаат да го постигнат. Значи, дошаја нож до коску, што викаат Кумановци, и овие преземале акција. Така. Ми се чини, имам едно дефетистичко чувство. Јас сум секоја вечер со народот, има гнев, ама нема исчекување. И стално викаат, некој да излезе. Нека биде Мицковски, нека биде Заев, нека биде Грчева, нека биде некој. Ама, знаеш како викам, 41-а, они не чекаа Лазо да ги викне, Тито да ги викне. Така е. Отидоа тројца, четворица, решија да гинат. Така е. Значи, јас истото го размислувам. Знаете,
Многу ми е болно кога ќе видам новие наши протести. Добро, имавме два многу добри протести на 27 и на 4 март, каде што луѓето буквално неорганизирани од партии излегоа сами да кажат не за промена на името пред се и така натаму. Меѓутоа, повеќе слоен е проблемот. Не можеме да кажеме, еве, луѓето се плашат па седат дома. Колку ние воопшто успеавме кај тие млади луѓе да создадеме припадност, одговорност и љубов, ако сакате, кон сопствената држава, познавање на сопствената држава, дали тоа го возможивме со семејствата наши, дали го возможивме со образовниот систем, и дали оние кои што 11 години беа на власт, десницата, јас ги наоѓам за многу одговорни за ова што сега се случува. Десницата прво почна да прави поделби на предавници и патриоти. Тоа беше нездраво за едно општество. Мало, македонците се малку, ако вие ги поделите така со нож, па луѓето се чувствуваат навредени, етикетирани и така натаму. Сега видовме дека и едните не се баш толку патриоти колку што ни се прикажуваа и за кои што луѓето трчаат да гласаат. Каде се сега во овие најжестоки моменти на промена на името? Втора работа, ми се чини ова вака, од професорски аспект, дружејки се со млади, концепцијски погреши десницата што не ги приврза на прав начин младите. Ова се нови генерации. Ова се технолошки генерации. Не можете на овие млади луѓе да им го сервирате патриотизмот преку комицки ор. Тоа не можете. Значи, треба да го зборувате нивниот јазик. Треба хепенинзи да се одржуваат, треба трибини и така натаму на кои што нема да бима паролашко однесување. Ние сме најсилни, ние ќе го светот ќе го Чекай, ми е у контроверза ова што го зборите, а Не. ваму збориме колку спектакуларни беа протестите, излегување и така натаму. Да. Но да речеме, поготово вториот митинг имаше таков профил, на едно модерно однесување. Не станува збор дека немало ора, наши музики и така натаму. Првата вечер на протестот за заедничка Македонија, ја бев, и тоа беше право, модерно, граѓанско, скопско, Па затоа беше успешна заедничка Македонија. Кога почна после фолклорот да се менува не е со фолклорот проблем. Не зборам фолклор буквално македонски фолклор, него да се убацува некој фолклор и така натаму, почна веќе да се насетува друго, но почетокот имаше една многу позитивна не се работи само за митинзите и генерално позитивна идеја. Се почувствува меѓу народот. Немаше пароли, немаше знамиња, немаше ништо, народ излезе. И правеа муабет, корзо, нешто што го знам. Искачаме пред вања. Ние треба да правиме еден модерен начин, да го зборуваме јазикот на младите, а не да им наметнуваме јазик кој што нив не им е апсолутно познат. Но младите го препознаа во шарената револуција. На Твитер тролање, на Фејсбук тролање, фрлање со бои, ние сме револуционери, геи, стрейтери, вакви, онакви, све се прифати, џанаци, не џанаци, ти ми рече, све тоа и се вулгаризираше до крај. Но успеа да ја сменат власт. Затоа и сега младиве луѓе викаат, чекај. Видете, шарената револуција не успеа никого да смени. Тука да сме си на чисто, сменија некои други. Шарената револуција многу и придавате значење дека е таа што сменила и власт и све. Кој смени? Со голема помош на сите оние кои што беа меѓународната, бидејќи ја бе во собрание кога 2 пати чекавме таму по цел ден да ни јават кога ќе имаме избори, нели не распуштија, па не вратија во собрание, што не се случило никогаш. Така да, ако станеше до шарената револуција, ќе имаме офарбани фасади и толку. Мислам, или пак Груевски ќе беше единствениот председател што паднал од гласна музика пред влада. Тоа, браво. Мислам, тоа е апсолутно така и не можам поинаку да го гледам. Но вие патриотизмот, љубовта кон државата, прво ја формирате со тоа што му давате сигурност на тоа дете да живее, да се развива, да има солидно образование, солидни здравствени услуги,
да има солидни, прекрасни студентски домови, каде што ќе му дојдат и деца од странство, каде што ќе се пофали со својот амбиент, каде што и тоа утре ќе биде покането. Децата треба патриотизмот преку порите да го чувствуваат, не преку другите сетила бомбардирани со анахрони информации кои што ништо не им значат или многу малку им значат. Значи, тоа е една, да речеме, едно промашување големо на оние кои што си го присвојуваа патриотизмот. Па сега младите ги нема на улиците. И не ме зачудува воопшто што ги нема на улиците. Многу е комплексна ситуацијата. Многу е комплексна ситуацијата и во целиот тој процес ми се чини нема невини. Вклучувајќи ме и мене, и вас, и сите. Сите сме ставиле по едно камче во таа вина, дали со пасивност, дали со претерана активност на погрешен колосек ставена. Апсолутно сте во право. Нема невини. Се согласувам. Апсолутно. И ви се придружувам. Да. И вие, и јас сносиме одговорност, но и сите ние за ова што не се случи. Не можеме да лоцираме дека Бранко, Никола, Петко, Станко, Зоран или ово или оне ни е виновен. Не. И затоа мене не ми се допаѓа кога комуницирам со гледачите кои, бидејќи во политиката обично се бара фокус на некого да се фокусира и не оне обично ласерот се удира и така натаму. Во фудбалот Моринјо тоа го прави за да ги своите фудбалери лиши од притисок, се фокусира на себе. Тоа е и стратегија. Но во суштина во политиката, во социјалната се согласувам и мислам дека само видете, господјо Грчева, даде многу надеж писмото на 200 интелектуалци кои се подпиша. И искрено немаше ни да го прочитам, немаше ни да се заинтересирам, да не ја видев реакцијата на спротивната страна. Просто ми беше задоволство колку непријатно им беше од сето тоа. Значи, нивните перјаници прво почна да ве ословуваат, да ве генерализираат. Квази интелектуалци, националисти, така. Ја разбирам, еве, целиот репертоар. Првите 5 или 10 да бевте само и лесно е да ве, но се работи за 200 подписи. Се работи таму има за музичари. еден солиден број на академици пред се. Исто така на академици. Колку сметате дека ова што го направивте, бидејќи не можете вие на дневна политика нон-стоп, ја ви се восхитувам и благодарам на енергијата, бидејќи вашите колеги ми рекоа, не можам, Јанко, презасите сум од овие дебатни и така натаму, вие сепак издржавте и дојдовте, но не можат интелектуалците да идат нон-стоп за секоја тема, за секоја дневна политичка да искача со мислење, а се некако е Твитер кај нас стана тој. 3 дена трае све. 3 дена. Направите еден сега ексцес овдека лапсус, 3 дена и ќе се заборави. Точно, тоа многу ме боли. Изигруваме дека немаме меморија за ништо. Ние сме како риба во аквариум. Тоа е познато дека рибите штом свртат еден круг, го забораваат и се изненадуваат повторно сретни што ќе овртат следниот круг. На тоа личиме сите. И тоа е навистина страшно, меѓутоа за тоа имаат нашите политичари голема заслуга, бидејќи ни сервираат секој ден по една новост, по едно изненадување, по нешто што остануваме без текст, без див. Сето тоа е толку глупаво како излезено од скечовите на Монти Пајтон, така да човек и не стигнува се да искоментира, веќе стигнало нешто ново. Знаете, ќе ви направам една паралела, многу смешна ми е секојаш и трагична и смешна, меѓутоа може да се направи паралела. Кога паднаа кулите близачки во Америка, во Њујорк, и на улица едни-две жени распаметени бегаат, влегуваат во ауто, ги интервјуираат, што планирате? Вика, ова се случи, what is next? Што е next? Што може да биде следно? Метеор да падне на Њујорк. Мислам, се случила една ултимативна ситуација, незамислива, ни во филмови нема таква проекција направена до сега, и тие велат,
ај ова да го оставиме на страна, што е следно. И ние таков однос имаме. Ајде сега ќе зборуваме за законот за јазици, ама што е следно? И дали некој ќе бара преку тој проектиран закон сега? Ајде сега имаво, ама што е следно? Уставот ли ќе го менуваме? Као да ни се малку ударците дневни што ги добиваме, па сега да видиме што е следно. Немајки ни време, ни можности да го издискутираме она што веќе се случува е жестока тема. Видете, оваа поготово агенда на оваа влада е така компримирана во овој проект. Таа има тајминг, еден цврст кој што мора да се имплементира, што навистина е многу тешко да се човек зафати со дебати, со тоа да ги анализира работите и така натаму. Ова вие све спакувано, зипувано и мора да се реализира во одреден временски период. И навистина, јас сум горда што сепак еве 200 интелектуалци се собравме, го потпишавме тоа писмо и понатаму е потпишувано од над 10.000 луѓе. Имате ли податок колку луѓе го поддржаа? Мислам дека последно кога гледав беа околу 10.000 луѓе, некој ми кажа веќе стигува 12.000 луѓе. Тоа е буквално аналогно ги собирате подписите или тоа е нешто онлайн што ви имате, не можам да дојдам? Тоа е веќе онлайн. Бидејќи не можам да дојдам до податок да го видам колку има што. Постои некаде можам и кој администратор? Ванковска? Мислам да. Па не знам дали она го администрира, она го напиша писмото. Така? А кој ја пушти петицијата, право да ви кажам, не знам, може да се распрашам и да ви ја пратам да ја подпишете. Не е одговорно малце. Не, очигледно дека не сте диригирани. Ние продолживме потоа со дебати на филозофскиот факултет. Добро. Имавме дебата во живо со интелектуалците и минатиот вторник беше многу убав настан, каде што сериозни луѓе зборуваа на оваа пресериозна тема за името. Но знаете, многу се нервирам кога ќе кажат имаше дебата или немаше дебата. Дебата не значи сите да зборуваме што сакаме и да си отидеме потоа дома. Дебата е нешто што креаторите на политиката го зимаат во предвид. Само тогаш е дебата. Значи, ако некои од тие ставови се уважат. Еве, например, собраниска дебата. Имате јавна расправа, сте имале за новинарите, за многу ситуации, за закони. Ми сум присуствувал на истите. Сте присуствувале. Таа дебата не е дебата, таа е само празнење, како да ви кажам. Ако стојат луѓе на говорници и секој што сака зборува. Дебата е оној пат, ќе стане вистинска дебата, ако некој сериозно направи пресек од тие барања и ги инкорпорира во законот или ги земе во предвид. Само успешноста на тие разговори може да процениме дека сме имале дебата? Апсолутно, знаете иначе зошто имате дебата? Зошто имате дебата? Тогаш ќе се собереме во комшински круг и ќе дебатираме. Да, во Њујорк е $400 час да му се изнамува ветиш на на една шринк. одговорна влада е да ги земе во предвид, да ги дискутира, да врати со аргументи, па и да прифати делови од тие работи кои што ги кажале, пазете, не било кој луѓе стручни секој во својата област. Но како вие се подпишавте и тргнавте во ова, нивниот фаервол само зајакна. Тоа е многу убава работа, знаете. Тоа е многу убава работа. Сега не сте во парламент. Вие не сте во парламент. Многу од тие подпишани таму интелектуалци не можете да излезете на говорница да се покрене иницијатива. Кој ќе ја покрене таа иницијатива тоа да биде имплементирано еве конкретно? Колку пати имаше и обраќања и директни и индиректни. Премиерот Заев прогласи дека тие 9 месеци на дебати, еве вака во емисии, дека тоа биле уствари дебатите за законот за јазик. Прво, ако е дебатата вон собрание, тоа не станува збор за... Тоа се важни дебати, тоа се мислење на јавните личности, но тие треба да бидат викнати во парламентот. И тогаш има друга тежина. Таму се водат дебатите. Меѓутоа, што воопшто не зборуваме за такви дебати, кога они ги прекинаа дебатите на опозицијата. Значи, сосема го скршија деловникот и не им дозволија да дискутираат по амандманите. Па и овие си прифатија, окей. Овие си прифатија без проблем, значи, еве, гледате, нивното однесување е фрапантно. Ја ќе ве замолам да направиме кратка пауза, скоро цел час.
разговараме и ќе продолжиме после рекламите. Убаво би било. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хулзите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Грчката јавност реагира негативно на евентуалното решение на спорот за името. За само 2 години, за 14,5% се зголемил бројот на грци кои не се согласуваат терминот Македонија воопшто да биде дел од решението. Во 2016 година против биле 57, а сега 71,5%. Анкетите кои пред една недела беа објавени во Катимерини и Прототема се со исти резултати, но истовремено констатираат дека 63,5% од гласачите на Сириза се против компромис со терминот Македонија. Овие податоци се поразителни и во директна суштинска спротивност со оптимизмот и зголемените очекувања во кои упорно инвестира владата на Зоран Заев и Никола Димитров. Зарем некој во Македонија се уште се надева дека Алексис Ципрас и Никос Кодзијас во услови кога опозицијската Нова демократија е во водство и со вакво расположение на јавното мислење ќе попушти од своите нерационални барања. Официјална Атина под компромис единствено подразбира прифаќање на уцените од нивна страна. Затоа, предлогот содржан во нацрт спогодбата што Кодзијас ја испрати во Македонија е најлош предлог за македонските национални интереси во последните 20 години. Едноставно Грција преговара за да не се договори. Бараме итен прекин на преговорите, да ги зачуваме националните интереси. Ја повикуваме владата да соопшти за што преговара. Македонија не е приватна држава и недозволиво е за најважното прашање за иднината на македонскиот народ да знаат само неколкумина кои времено се власт во татковината. Единствен суверен владетел на македонското име и идентитет е само македонскиот народ. Ниедна влада нема мандат да влегува во авантури за сметка на иднината на татковината. Ако не се способни да се изборат за татковината и сопствениот народ, тогаш нека си дадат оставка. Друг поседува и храброст и знаење за тоа како се штитат македонските национални интереси. Македонската алијанса бара да се прекинат преговорите се додека не се обезбеди спроведување на пресудата на Меѓународниот суд во Хаг и Македонија веднаш да добие покана за полноправно членство во НАТО алијансата, порачува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски.
Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај кунзите тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Секој четврток Нови епизоди од руралните региони, заборавените села, цркви, манастири, природни убавини, културно-историски знаменитости во продукција на Маријово филм. Секоја сабота во 17 часот и 25 минути. Продолжуваме со разговорот. Солза Грчева е гостин во емисијата. Господјо Грчева, на крај одлучивте сепак да формирате партија, Глас за Македонија. Кажете ми, го читав статутот. Добар е статутот, но ако се земе по статутот, сите статути на сите партии им се добри. Секоја партија... Ќе кажам во што е разликата, ајде. Но што е разликата, она што сметате вие дека статутот има некаков диференс? Сепак, ја сметам дека шармот и влијанието на една личност и маркантноста на една личност е таа што може да повлече. Така е, така е. Пред се профилот на човекот што ја води партијата, луѓето околу него и така натаму. Тоа е апсолутно политиките за кои што зборува, се залага и мисли да ги имплементира. И како се Меѓутоа залага? има една разлика голема, и тоа беше примено најсилно, да речам, за време на основачкото собрание, кој што беше на 24 февруари. Значи, ние си ставаме и постулати на однесување на самата партија. Не зборуваме само за органи на партијата, кој кого избира, начинот на кој што го избира, се разбира дека е тоа поставено на една широка демократска платформа, поинаку и не може да биде. Со тоа што за 6 месеци до една година ќе имаме изборно собрание, ова беше основачка собрание. Само најнужните структури беа избрани. Меѓутоа, ние си ставивме норми на однесување и ги ставивме во статутот. Вон овие сегменти за кои што ви зборувам. Тоа прво. Значи, промовираме и демократија. И демократија ќе значи дека на секој граѓан ќе му биде овозможено во функција на подобрување на прописи, законски решенија, однесувања, норми и така натаму да се даде свој придонес уште пред утре да внесеме некој закон во собрание. Образложете. Значи, образлагам. Например, доаѓа законот, не знам, за здравствена заштита. Со 300 фалинки кои што доаѓаат кај нас законите. Нема да верувате, стотици закони ми помина, ако го имплементирате вториот член, четвртиот не можете да го имплементирате. Значи, тие се условени внатре, а се чисти парадокси. Или, уште пострашно, например, имате закони кои што нормираат област која што е тотално хаотична на терен и сега законот го пресликува тој хаос. Наместо да го уреди, му дава простор на хаосот да експандира. Значи, само се пресликува по потреби, затоа не имаме закони од по 200-300 страни, што нема никаде. Само она што е потребно да што се случува фактички на терен, да се озакони ставено као норма во законот. Сите тие работи преку блогови ќе можат да ги дискутираат граѓаните, да даваат предлози, секој во својата област, бидејќи ние сме формирани, знаете, не теренски, не територијално, туку по области.
Организирани сме област здравство, област образование, област меѓународни односи, област инфраструктура, област национални интереси и така натаму. Значи, утре да не затекнат избори, ние веднаш ќе излеземе и со сознанија од теренот, што се случува во овие области, и со готова програма. Бидејќи заедно ќе ја градиме со граѓаните таа програма. Тоа се нарекува партиципативна демократија и ние тоа мислиме да го имплементираме. Втора работа, што е различна. Како ќе партиципираат граѓаните во тоа? Ќе ги користите? Ќе ги користам апсолутно и мобилни апликации. На тоа, на ова ли мислиме? Да. Бидејќи ова се разликува поинаку на технологии мислиме. На технологии мислиме. Така. Одошто одење по на терен по сила. И тоа ќе има, затоа што имате луѓе кои што не пристапуваат преку вакви средства. Ние не можеме да избегаме од терен. Теренот ни е баш една убава работа, каде што со луѓето се наоѓаме тет-а-тет. Меѓутоа, ова ќе биде секојдневна активност. Втор принцип. Вака, не, уште малку сакам да ве потпрашам за ова. Например, како рековте, ќе имате сегменти во, како ги нарековте? Програмски совети ни се викаат. Програмски совети за одредени, како ги рековте тие? За одредени тематски области. Тематски области, така, тематски области. Одредена тематска област, ние мислиме ова. Буквално мислите да ги користите мрежите и така натаму, каде што луѓето се согласувате ли со овој наш став? Да, се согласувам, не. Дајте аргументи, дајте податоци, да не биде само ние ја донесовме одлуката, туку апсолутно не. Таа да биде буквално некој компромис од она што граѓаните им треба, знаат дека им треба, колку им треба и така натаму. Да ме викнете мене, би ми било мачно и не знам дали ќе имам време да дојдам, па да следам предавање, па да кренам рака. А ова е многу поелегантен начин. А вака да ми стигнете на апликација, види, ние мислиме овде ка ваму таму. Се согласувам, не се согласувам. Ствари, чекај да ви образложам што ја мислам. Да, баш така. Бидејќи, знаеш како, ова е малце кукавички, ама како да ти кажам, ќе ми даде слободно да ти кажам што мислам, без никакви задршки, бидејќи таа една дистанца па ти дава храброст да се искажеш малце. Бидејќи тет-а-тет, знаете, господјо Грчева, вие сте многу фина дама, ова, она, ваму и таму, вака може би да ти плеснам. Знаеш што, не ми се свиѓа бе тоа. Така е. И сакаме со тоа и друг ефект да постигнеме. Може ова да функционира. Апсолутно имате идеја како би... Па како не функционира, еве партија во Италија, која што ги здроби другиве на Бепе Грилјо, точно тоа и го направи. На ваков начин? Тој го направи на истиот тој начин. Социјалните мрежи ги искористи? Си имаат блогови. Свој блогови? Свој блогови имаат. Каде што луѓето можат импулс да даваат нон-стоп. И луѓето коментираат на... Коментираат. Значи, искача, не знам, лидерот кажува ова мислење... Ги кажуваат податоците, не имаме такво и такво искуство во таа и таа болница, е нужно тоа и тоа да се направи. Во Македонија толку и толку посто од здравствените работници. Дали е само дебата или е пул? Се согласувам, не се согласувам, или е комбинација? Комбинација од двете. И анкета имате? И анкета. Апсолутно, значи сите тие модели ќе бидат имплементирани за да дојдеме до нешто што навистина и може да се имплементира, но им е потребно на граѓаните. Па информатичар како вас би било срамота да не ги искористите овие работи. Да, втора работа исто така битна. Кога ја на Facebook можам сега, не знам, ви се допаѓа Солза Грчева, ќе направиме пауза, не, и за 15 минути ќе имаме 2000 гласови и ќе знаеме како ви се допаднало се ова. Исто така, мислам дека е време тоа да се направи, промовираме концепт на политика за најмалку пари, zero cost politics. Што значи? Тоа значи намалување на плати, на привилегии, да не може никој функционер, нити на национално, нити на локално ниво, да биде повеќе од 2 мандата избран на ниедна функција, да не може функционер да биде член на 3 управни одбори и на 2 надзорни одбори, и така натаму. Професионален политичар веќе да нема? Првата дефиниција ни е политичар не е професија. Значи, секој ќе се врати од таму од кај што дошол. Ало, вие треба да утепате па пола политичари и нема да утепаме, ние ќе донесеме своји политичари кои што ќе го прифатат овој концепт. Нема друг концепт.
Но тоа вие како партија ќе го направите. Ако е некој инженер, ќе се врати да се гради патишта. А во меѓувреме ќе биде исклучиво сообраќајен инженер, ќе може да работи, да речеме, во области кои што се блиски до него. Мислите дека можело да функционира? Градоначалник да дојде од првите редови на пратениците, затоа што е најпослушен, вемолам. А да при тоа да не знае ништо за организација на град. Сите директорски места, на сите места ќе бидат подложени на конкурс. Никакви партиски вработувања, значи конкурси. Видете, сега некни имавме 23 или 27 партиски вработувања на директори чинам од ДУИ. Ако ги погледате имињата, а све е внатре, и води, и земја, и воздух, и газ, се е внатре ставено во нивен делокруг, тие луѓе не се компетентни, ни еден од тие ресори да водат. Тоа и со сите други директори, они се вежбаат. Како овој со поезијава, што не знаел што му се случува наводно. Значи, не можете вие да избегате од институтот конкурс. На конкурс се знае дека не може, да речам, луѓе кои што го затвориле Липковско езеро, тие да ни водат екологија во системот, во државата. Напротив, може би извежбале како преживуваат луѓе во таква ситуација. Значи, мора да има конкурс. Никакво партиско вработување не ни интересира. Или да се случи, да речеме, да врвни доктори бидат уназадувани 20 години назад во кариерата, зошто припаѓале на друга партија? Па што? Што ако припаѓале на друга партија? Секој оној кој што е добар ќе си го задржи местото. Секој оној кој што бил обичен апаратчик и ништо друго не направил, ќе си оди на конкурс. Нема што тука. Многу е добро ова што го зборите, многу е опасно. Кој ќе ги рангира и вреднува вредностите? Еве некој, да речеме, истакнати први 20-30 лекари или, не знам, стручњаци, ги знаеме и така. Добро. Но што збориме, како ќе ги препознаваме Многу тие, лесно. по кој критериум ние можеме... Знаете, како професори што се рангираат, ние можеме да се правиме кој знае што дека сме, си постојат индексирани бази каде што ние објавуваме трудови и тие кажуваат дали ние вредиме или не вредиме. Постојат достигнувања, еве, со студенти, со предавања и така натаму, значи тоа се све екзактни работи. Но зборот ми е, не може да се случи да луѓе шетаат како министри од образование во култура, од култура во здравство, од здравство во правда и така натаму. Тоа е тотално несериозен концепт, но спуштено и на вторите и на третите ешалони. Затоа што ние имаме нон-стоп луѓе кои што се заучуваат, како мали деца. Не можат да одат, ги ставиле директори. Тоа е, знаете, тонеме. Заради тој концепт Или тонеме. прва работа у живот му е директор, министер. И министер, јас за тоа зборував на говорница, па пазете, во тоа време, значи гласаа луѓето Зборам за ова и министри, за СДСМ и за сите. ВМРО, да. Од 25 до 30 години. Па ние веќе го направивме преседанот со најмалите, добри реков, најмалите во свет премиери. Што сакате? 28 годишни ги избравме. Па извинете, ама на толкава возраст тие не можат ни домот, домакинството да ви го водат, а не па држава да водат. Значи, таквите експерименти во празно не чинат сите. Не чинат сите и тоа мислиме тоа да го прекинеме како норма на однесување. Значи, не партиски такви вработувања. Почнавте ли вие со прием на членови, запишување Да. членство? Пристапници се извинувам, да. Имате пристапници на вашата страна и така натаму? Имаме, да, во моментот нешто повлековме да доработуваме страната. Гледам дека нема носто, освен статутот, другите работи се доста повлечени, стојат само неколку слики. Се изработува, значи тоа е еден напор дополнителен кој што сега го правиме, да ја направиме убава страница. Како сте задоволни од интересот, еве ме интересира? Презадоволна сум, како да ви кажам. Од луѓе заинтересирани да бидат членови на ваша партија? Да бидат членови, симпатизери, кои што се нудат да помогнат во градењето на партијата. Значи, апсолутно се шири тој круг, незапирливо се шири. Многу сум за тоа. Знаете, ова станува поголемо и од мене како личност и од тие личности кои што сме обединети околу таа идеја. И како да не, луѓето се навистина разочарани од се ова што го гледаат. И второ, ми се чини дека
почнаа да сваќаат дека оваа кражба која што траеше практично 27 години не одведе до овде. Од уценети политичари, уценета држава. На крај тука е веќе мерката која што преврши. Мислите дека ќе можете како Архангел Михаел со мечот да го спречите падот? Ја ќе се обидам. Ова е многу фер. Ова респектирам. Вака, кажете ми, многу подпрашања има. Ајде идеме за најклучните прашања. Многу сте жестоки и многу дојдовме во една ситуација каде што двете партии сватија дека не можат да водат автентична политика и дека овдека политиката исклучиво зависи од меѓународната заедница. Еве ве прашувам отворено. Дали бевте викнати на брифинг по амбасади, средби со амбасадори во странски земји? Не. До сега не. Никаков контакт, никаков обид? Никаков. Дали вие сте побарале да се видите со некој од нив? Не, јас не сум побарала, односно сум одбила 2 средби. А одбивте 2 средби? Да. Сметате ли дека е тоа можеби ризично, затоа што они покажаа голема сила и моќ точно е тоа. Да ве девалвираат, да ве абстрахираат? Апсолутно е точно. Оваа битка воопшто не е едноставна. Многу е тешка, но мислам дека, знаете, ние постоиме во тој амбиент и никој не може да се изолира од тој амбиент, веќе кога сте во политика, тоа се линковите кои што треба да ги водите, но ми се чини дека, баш сум и лута на тоа како се менаџира, буквално сме третирани како една марионетска држава. И тоа е оно што мислам дека исто така е немок на нашата надворешна политика, на нашата дипломатија. Знаете, секојаш постои некој пат кој што може да биде изнијансиран. Ова е едно чисто додворништво, едно чисто подаништво. И тоа е нешто што апсолутно не сакам да го применуваме во нашето однесување. Се согласувам со вас затоа што не можам јас да ја лоцирам вината на некој амбасадор, ако он едноставно он не вади пиштол или става нож под грло, едноставно мислам дека вие може да имате многу коректни односи. Да. Со сите амбасади, апсолутно да имате коректни односи. Ако вие имате self-esteem, ако имате само почит... Меѓутоа, точките треба, црвените линии треба да си ги знаете пред се вие. Нашите политичари дозволија да се мешаат. За секое прашање трчаат да се консултираат. Тоа е немок, знаете, тоа е една тотална немок, каде што мислите дека... Или заради корумпираност. Што мислите? Затоа не за џабе ја спомнав таа корумпираност и уценетост. Знаете, кога имате многу кабет направено, тогаш и немате сила. Сила може да има човек кој што е чист, кој што нема апсолутно ништо за себе, кој што нема 1 евро проневерено, тој ќе биде силен. Вие чисти сте? Апсолутно. Одговорно го тврдам. Нема онака како за политичари, како на Трамшово прават црни дамки. Еве, истражувачко новинарство сакам да постои во Македонија и ги повикувам новинарите нека истражат. Значи сметате дека вие вашиот живот и кариера вие коректен и мислам дека честен. Таа трка по пари не само што јас не ја имплементирам, туку ми е и многу странно. И многу ми е чудна. Што значи ова по 6 поколенија да се обезбедат? Која е сврхата на ова лудило што ни се случува? Ме молам. Оние наместени тендери, оние суми од кои што ви се врти паметот. И после не смее да ги троши парите. И после не смее да ги троши парите, пак ги складира негде, пак ќе му се налутат каде ги складирал, требало на друго место да ги складира, во тој случај немало да има проблем. Дали би се согласиле за даночна амнестија? Има една работа, извинете, сега ова сосема го нафрлам, па ме интересира ваш став и мислење. Постои еден став дека огромни суми пари се изнесени и тие луѓе, многу познати и политичари и бизнисмени, едноставно сега се најдоа во ситуација, не смеат да ги трошат, лежат негде, убаво кажавте, но дали сметате дека една даночна амнестија во случај да се вратат и инвестираат сите пари во Македонија, да се случи таа даночна амнестија за да се вратат? Тоа го направи и Грција, тоа го направи и бугарите. Добро ли е тоа или не? Мислам дека не.
Не, а? Премногу сме мали, премногу сме искрадени. Премногу сиромашни луѓе имаме. Добро. Тие сите, еве да им ги опростиме парите што ги зеле, може би ќе постојат понатаму некои начини да некои од тие пари ги врати некој, меѓутоа да си завршат таму каде што треба. Јас сугерирам да се среди Идризово малку по-културно, да се прошират неколку павилјони да се направат и да се завршат таму. Каде што треба? Не, даночна опростување не. Не. Добро. Ме интересира политичкото делување. Еве пак да се навратиме. Вулгарноста, арогантноста. Ајо, пак ќе се вратам. Вулгарноста на политичката борба која имавме на улица за рушење на власта, дека е, нели, ваква, таква, онаква, оправдано, неоправдано, остави една трага и поделеност во општеството. Предавници, кратци, вакви, онакви, небањати, бањати, познато ви е Тоа беше страшен вокабулар. Но се уште се осеќам на едно ниво удри во семејство, удри меѓу луѓето, удри меѓу пријателите и како да им даде храброст дека ако бидеш таков, дека имаш шанси да извојуваш некаква победа. Па сега некој има идеја или верба дека ете, сакам да направам нешто добро, па ќе го одам тој вулгарен пат за да го направам. Мене тоа ме плаши дека сите идни делувања на партија, иако не е вашата партија, но идните делувања дека тоа ќе бидат. Втора работа, формиравте партија. Во овој момент имам чувство дека партија е мртвороденче генерално на глобално ниво, не само кај нас. Дека ако сакаш да успееш, мислам дека да направивте джендер НВО за права на трансгендери, ЛГБТ. Една ЛГБТ има повеќе влијание во ова општество од што повеќето партии во Македонија. Значи, НВО влијанието, не зборам само во Македонија, генерално, значи такви некои здружение на куќиња во Скопје има поголемо влијание, па не може ни СДСМ, ни ВМРО да се спротистават овие кои ќе излезат. Тоа е просто неверојатно како невладините организации стана најсилната, најголемата сфера на влијание во светот. Дека не се невладини. Значи, 90% од оние што ги гледавте на сцена, активни во предизборието и во рушењето на претходната влада, тие не се невладини, практично беа поклопени од Социјалдемократскиот сојуз. Инаку цивилниот сектор си е многу важен во цел свет. Ако не е цивилниот сектор, овие ќе забегаат уште повеќе. Ама не на вистина цивилен сектор. Ама не, затоа што Сорос... Не зборувам за такви организации, кои што нивната улога е веќе прочитана, ја знаеме на светско ниво. Меѓутоа, ако немате, да речеме, организација за заштита на самохрани мајки, тие ќе бидат тотално заборавени. Јас знам дека во парламентот највредните сугестии и предлог закони и измени на закони доаѓаат точно од такви здруженија, кои што ги боли целата ситуација. Има луѓе со страотни проблеми. Еве како овие за болни деца што имаат од ретки болести. Ако тие не се организираат во невладина организација и не влијаат во насока на подобрување на услови за живот на тие своји деца, тие деца ќе им изубрат. Нема кој за нив да се запати. Да, ама они маргинално ќе бидат финансирани. Но кога идеш во програма на Сорос, значи правата на ЛГБТ, правата на трансродово, правата на не знам, маргинални заедници и така натаму, тие се страшно финансирани. И погледнете вие, не знам, Здруженија за заштита на животните во ера на кампања политичка на избори искача со политички став. Тоа е затоа што ви велам, не смее да се случи политички да биде пленумот на студенти. Тој си почна како автентичен револт за законот за високо образование, бидејќи пазете, 10.000 студенти во тој момент СДСМ не можеше да сонува да извади на улица. Значи тие си се извадија сами себе. Потоа беше поклопен преку одредени своји луѓе. Таму 2-30 луѓе го поклопи и практично го растурија
пленумот. И сега кога имаме клучни работи сега никаде го во нема. земјата, Сега никаде го клучни нема. работи ни се случуваат. Значи е, збориме така сега е, доаѓаме до така е, најболните. така е, Значи така се говори за екзистенцијалниот проблем на оваа Така е, земја, оваа така е, држава. така е. Името и законот за јазици. Немаме Никаде ги пленум, нема. немаме Никаде ги академици, нема. нема Никаде ги никој. Никаде ги. Освен овие 200 интелектуалци кои рекоа Па добро, и Академијата во последен момент, сега скоро на годишното собрание, дадо една видување и за законот за јазици и за името, каде што исцртаа некои добри црвени линии. не дај Боже. Црни, не дај Боже. Макар што ја во преговорите на нашливе ги нареков црни линии, бидејќи ќе да, не го имавте закопаат ви. буквално Така. тоа. Да, го реков и затоа мислета како лапсус, бидејќи е веќе употребено. Кажа Академијата одреден став дека македонскиот мора да остане интегративен јазик во државата. Тоа имплицитно значи дека неговото место е едно и единствено, ексклузивно како официјален јазик. Имате, знаете, поединечни жаришта кои што ќе изреагираат во одреден момент, но не гледам една голема возбуда од кругови од кои што се очекува да изреагираат многу појако, многу посилно, многу поорганизирано. Тоа не кореспондира со она што навистина се случува на терен. Значи, луѓето се навистина загрижени многу и се лути за оваа игранка што се прави околу името. Никогаш не ми се случувало Ќе да збориме за името или за јазикот? Како сакате, јас сум кажувала многу и за едната и за другата тема, меѓутоа Еве, за јазиците- луѓето се многу разочарани, револтирани во самопослуга, во такси, на било каде. Tell me Било about каде. it. Еве, гледайте, Било утре каде. вечер и задутре ќе ги отворам телефоните, па слушајте го народот што Да, збори. Но да. интересно ми е еве за законот за јазиците. Што е ендгейм на цела оваа игра, ме интересира. Зошто се инсистира? Албанците се јавуваат кај мене, тоа е интересно, многу имам албанци кои се јавуваат како никогаш досега и сакаат јавно да кажат. Ја поддржуваме Македонија, зборот ова Добро, следно, добро. ја поддржуваме Македонија да си го задржи името. Одлично. Но, значи, ова е во емисија, кај мене, Да, имам верувам, сведоштво. верувам. Но, зошто македонците не мразат и не ни дозволуваат законот за јазици? Значи, има ли некој исчашување тука што е законот за јазици, бидејќи албанците на оној доле народ ниво го сваќаат тоа како хейтање, како ние не сакаме да биде прифатен албанскиот јазик. Што е тука игранката, што е ендгейм во цела Па и ова они се приказна? жртве, албанците, обичниот народ се жртва на ова просто политиканство што се случува. Како и ние што сме жртва на простото политиканство од нашиве елити. Што му значи на албанецот со лупа ако види на марка дека пишувало и на албански и на македонски? Што му значи воопшто? Што менува во неговиот живот? Ја мислам дека многу работи им фалат на кои што треба да им обрнат внимание, бидејќи сега, како никогаш, имале 2-3, утре ќе има и 4 албански партии во власта. Значи, им фалат многу работи. Им фали правна сигурност за водење на бизниси, основна работа. Им фали инфраструктура. Погледнете ги оние камиони, да речеме, низ резерватот, низ Националниот парк Маврово, каде што имате шлепери. Цели колони шлепери поминува со шведскон дебар. Тоа е една Шведскон сива дебар? економија. Тоа е една црна економија која што сите нас не упропастува, да не зборувам за Националниот парк. Значи, сите ние сме жртви на едно несредено општество, на една несредена држава, која што секогаш е на страна на да падне во бездна на тешка сиромаштија, на несигурност, на правна, на безбедност и така натаму. Значи, ние имаме многу поголеми, повитални проблеми за решавање. Видете го здравството како е, видете го образованието како е. И сега албанците се секираат за поштенските марки или дали некој во Пехчево на шалтерот на едниот албанец ќе му се обрати на албански или ќе му даде документ на албански. Не можат да му убедат дека тоа е нешто што им е потребно. 2011 со измените на законот донесен 2008 се затворија тие прашања.
И многу повеќе од она што дозволуваше Уставот и тогаш се донесе неуставен закон. Според тоа, ова го гледам, знаете, каде се крие опасноста. Тоа сум го објаснувала полно пати. Значи, ова го гледам како еден чекор пред преименувањето. Каде што вие имате веќе два потполно еднакви ентитети во државата. Дали се тие помалку, дали сме ние повеќе, не е ни важно. Ако имате два службени јазика во употреба, па вам и веќе не ви личи да се нарекувате Република Македонија. Чива држава е тогаш ова? Сега, знаете, се руши јасно. Тоа е на што нас не боли. Па ги боли, да речам, и овие помали етнички заедници. Каде се? Ние не рековме во Уставот дека ќе правиме бинационална држава. Не рековме. Ние рековме ова е држава на македонскиот народ, кој што е државотворен, и делови на тие и тие народи. Но не можеме да кажеме ова е држава на македонците и на албанците. Мислам дека ова направена една режија, бидејќи апсолутно не можам да поверувам дека ова го смислиле Ахмети and Company и го потврдија кај Еди Рама, бидејќи ако се сеќавате, Заев зборуваше пред емиграцијата албанска во Берн. Значи, тоа е дел од овој проект. Тоа е дел од овој проект, за да на крај позициите на македонците се разнишаат до крај, самодовербата, влеземе во една идентитетска криза, ја изгубиме и вербата во меѓународната заедница, која што тие имаат, неоспорно, 100%, и ние такви понижени, навредени, многу полесно ќе се сложиме со се. Еве, денес гледам веќе Горна Македонија се прифатило како рибата во аквариум, сме заборавиле на таа белја, па тераме сега дали Уставот ќе ни се променал. И без промена на Устав, ако вие ставите Горна Македонија, тоа е тоа. За младите генерации тоа ќе биде единственото состание, единствената држава во која што тие се родиле и која што ќе имаат во читангите. Значи, работата е многу, многу деликатна и опасна. Многу. Преговорите влегуваат во финална фаза, очигледно е. Нешто имаме сознание. Што по вас сега се преговара? Иако Фрчковски излезе на неколку пати, а мене ми е валиден он, без оглед на се, затоа што ги знае податоците и знае што се дешава и која ќе каже, обично излегуваат. Вика, не е проблем името. Што сака да каже, ако паметам некој од колумните, вика, не е проблем името, што значи името е сменето веќе и големите партии. Географска одредница. Да. Ја го кажав ова во октомври овдека и го ковертирав на гледачите, фатете ме дека Горна Македонија. Проблем е идентитетот. Значи, борбата во овој момент во преговорите е идентитетот. Секогаш и била. Секогаш и бил тој истиот проблем. Значи, они почна, мислам дека е тоа решение веќе искомпонирано во голем процент. И сега гледаме театар само? Дека сега гледаме театар, кој што се одвива и на грчката политичка сцена и кај нас. Грците сега повторно, нели, со тоа дека не го дават терминот Македонија, всушност е даден терминот Македонија и во ФИРОМ постои терминот Македонија. Тоа е многу одавна дадена работа. Па излегоа со најнепристоен можен предлог, Горна Македонија слејано се, непреводливо на англиски на ништо. Јас тоа го нареков пасворд. Бидејќи му фали уште бројче на крај. Значи имате голема буква, као што ви сугерираат сите можни програми да внесете. Голема буква имате бесмислена редица на букви и на крај ви фали уште и бројче. И толку, имате комплетен пасворд. Се јасно беше дека пасворд не може да помине. Димитров тоа многу на еден чуден, еден смешен начин го кажа и на дека не било баш многу згодно да биде тоа. Нешто што е абсурд, нешто што е, ви велам, излезено како од театар на абсурд. И сега да го прикажат као голем дипломатски успех, што ставиле еден бленк помеѓу Горна и Македонија, па ќе може некој да ги изговори, поготово ако ни дозволат да го преведеме. А ќе мора да се преведе на англиски, бидејќи знаете, на 4 јазика се запишува се секој име во Обединетите нации мора да биде запишано на тие 4 јазика. Значи, еден театар
тоа ќе мора да се преведува. Мислам дека ова со уставот исто така е средено. Дали ќе тргнат кон тоа да... Што мислите? Ќе го менуваат, но не во овој чекор. Мислам дека не во овој чекор. Ќе направат да биде побезболно во првиот момент, да се покрија со еден меѓународен договор. Да речат само името, тешко формално дека ќе го гласат во собрание, иако собираат од сите провиниенции, веќе не личи оваа влада на нешто, или мнозинството личи на една стара карпара, натре ги имате сите исти ликови, така да ова мене ми е практично истата постава, го имате Амди Бајрам, го имате гроб со два пратеника, имате Лила, кои немате веќе внатре, ќе ги имаме можеби и други играчи, како бројка, значи не станува збор за концепти, како ќе ги сложите вие концептите наеднаш со сите овие со кои што до вчера сте биле во војна. И сега наеднаш сите ќе го поддржат овој концепт. Не се работи за концепти, се работи за профит, за профитери, за ништо друго не се работи. И мислам дека нема дури ни да одат кон тоа да се гласа во собрание, бидејќи тешко дека ќе обезбедат мнозинство. Зашто? За промена за името? името? За промена на името. Па нели референдум ќе биде? Каков референдум? Тоа ќе ви кажам и најопасната варијанта, бидејќи од тоа враќање нема. Од се ова можеби некогаш во иднина некоја генерација. А богами и ќе се обидат луѓе да го вратат. Ќе сакат да го запечатат во еден меѓународен договор, бидејќи инаку јасно јасно дека меѓународен договор е и над нашето законодавство и над уставот. Иако покушаваше да не објаснува дека вообичаено тоа не е така, но тоа е така. Така да уставот ќе го остава за негде подоцна. Дали ќе биде директно пред влегување на НАТО, сега имате и струја која што вели нема директно да ве примиме без промена на устав. Туку ќе ве примиме сега асоцијативна членка да бидете, а понатаму, кога ќе си го смените уставот, тогаш ќе влезете во НАТО. Да, има и таква варијанта. Има и таква варијанта. Има и таква варијанта. Втората моите информации беа варијанта е за предвлегување во Европска унија, што нема да се случи, уште нема. Тоа нема да се случи. Но имаше еден предлог, еден мој гледаш, многу добро го кажа. Прифатете без све. Само нека биде клаузула, моментот кога влегуваме во Европска унија, пошто сите, народов, мислам дека на сите и вие, окей, важи, се договориме со грците, симнете ни се одврат, еве, се договараме све, ќе ви смениме име, устав, идентитет, што сакате, ама кога ќе влеземе во Европска унија. И нека стои таа меѓународна клаузула. Бидејќи во Европска унија нема да влезе. Зошто да менуваме и за Европска унија било што од тоа? Не, се согласувам, Ајде Европа да дадеме шанса во тие 15 години уште сигурно кои што ќе ги чекаме дека ќе го промени начинот на гласање. Веќе неколку пати се потега тоа прашање многу сериозно во Европска унија, да го укинат ветот. Точно заради овие балкански проблеми. Утре ќе дојде на дневен ред и Србија, која што исто така има рок да го признае Косово. Тешко и тоа ќе се случи. Значи, они ќе мораат да направат некои измени на тоа гласање. Поготово за НАТО, мене ми е абсурдно ова брзање и пременување и... Да, се збори јуни, јули месец и така натаму. Зошто? Па ние имаме отворен повик од НАТО. Значи, буквално секоја среда можеме да влеземе. Зошто ние да го бркаме самитот на НАТО? Па... Не ве разбирам, чекајте. НАТО вика, веднаш ве примаме, само договорете се со грците за името. Не зборувам дека ние нема зошто да го бркаме тој датум, па да правиме работи избрзани, кои што не ни одат во прилог, а НАТО има отворени врати за нас на министерски состанок да примаат кога ќе го решиме спорот. Проблемот Зошто е што... тогаш се прави тогаш? Затоа тоа е чудното што се брка, некој сака поени да заработи. Многу убаво го кажа некој американски представник денес, тоа и јас го зборувам полно пати. Како ќе му фрлат коска на народот, ќе донесат неколку инвестиции појаки, као што донесе и во Албанија, само што таму имаше смисол, тие не бе уценети со ништо. Значи, донесоа инвестиции, ќе се вработат луѓето и ќе молчат, ќе заборават дека се преименувани, дека се со друг идентитет и така натаму. Тоа е една нефер игра, тоа е една игра од сега за 3 месеци, од сега за 3 години. Овој народ треба да опстои.
Што се занесуваат? Обстои ли тогаш кога сите мислеле дека нема да обстои? И кога им менувале и презимиња на сите лично, им ги менувале презимињата, камоли за јазикот и идентитетот. Биле и срби, и бугари, и се па обстанале. Значи, несериозно е, по мене тотално несериозно, кога на крај, низ повеќе вековна и децениска борба сме стигнале до самостојна држава, ние сега ќе си лицитираме имиња по желбите на Кодзијас, кој што се знае каква е улогата воопшто на грците и нивниот став во однос на македонците. Несериозно е, несериозно е. Секогаш, и тоа полно интелектуалци... Две прашања ми дојдоа тука и си ги вратив назад. Дека требаше да се одиме, да се раководиме по Хашката пресуда и да ја буткаме целата работа преку резолуција до Обединетите нации. Ама како ја добивме Хашката пресуда, рекоа со консензус се приема. Во моментот рекоа така. Знаете, тоа е документ што не застарува. Се менуваат политичките односи, се менуваат и геостратешките односи. Како тоа вие не вадите адут од нешто што сте го добиле? И го оставате, го фрлате во кош како амандманите на ВМРО. И толку. Секоја втора вечер Македонска алијанса овдека во мојава емисија скоро со истото иде. Ама имаме сите Хашка пресуда, едноставно како да не се случило. Ама не одите по теркот на меѓународното право. Одите по теркот на сите оние луѓе кои што докторираа на македонското прашање, кои што се личности познати во меѓународните односи и меѓународното право. Значи, никој не се обиде од овие наши гарнитури, заслепени од преуредување на државата и редизајн и кражби и така натаму, што ја растурија, ја ослабеа државата однатре, никој не се зафати сериозно да го решава ова прашање. Од грешката со Лисабонската до денес, истата грешка. Истите мантри одат цело време. Нити силна дипломатија се изгради, нити надворешни работи, видите ги само амбасадори какви се извртеа. Ја нарушивме и таа еквидистанца што имавме некако помеѓу овој, некако прифаќаме униполарен свет. Едноставно, стравот на Запад на мешање на Русија, сега една антируска хистерија која постои вака глобално, ние ја фативме страната што ја фативме, за тоа дали ќе сносиме и колку ќе бидеме последици и колку ќе бидеме заштитени е само прашање, но ме интересира што мислите што ќе се случи. Сега ќе работиме harm reduction, да се спаси што може да се спаси, или имаме конкретно, бидејќи нели во овој момент идеално решение би било да ги прекинеме проговорите, идеме во Обединети нации. Реално ли е дека може да се случи? Ама таа битка ќе трае. Штета што изгубија децени. Изгубија децени. Наместо да ја водат правната битка, ти ја водат политичка битка. Која политичка битка со една геостратешка јака Грција ќе водат, која што сите ги игра, која што сме растеле како деца со терминот должен си ко Грчка. И никош не настрадала, стално ја полнеле со пари. Грција им е важен играч. И ние сега сме се фатиле во политичка битка со Грција, која што има вакви ментори. Сите членки на Европска Унија и плюс НАТО членките. Ве молам. Мислам, нашето единствено оружје е таа правна битка. Па правото и постои да ги заштити послабите, не да им даде ветар во грб на појаките, па да им права што сакаат на послабите. Значи, тоа беше нашето мегда, нашето поле на работа. Гледаме, за жал, дека ние да не беше одговорен да го тера тоа онака како што требаше да го тера. Не се изгубени работите. Не се изгубени работите. Ова што велите со руската хистерија, ами сега ние откриваме дека уствари ние сме биле униполарен свет од самиот почеток. Гледате дека сите се колнат, како беше во Брисел, Вашингтон и Лондон. Сега го придодадоа и Лондон, бидејќи со Брексит излезе Лондон, па и Лондон ни е попријател од Русија. Тоа се едни несмасни чекори. Вие морате да си го држите грбот. Па конечно и во тие преговори, многу помудро е да знае, условно кажано, непријателот, дека некој силен стои зад вас. Макар и имагинарно. Да знае дека некоја сенка голема има и зад вас. Не можете така да се разголите и сите карти да ги ставите на една, и ако таа пропадне, што? За кај сме? Значи,
Русија има механизми, ако сака да ги употреби, а само се надевам дека нема да ги употреби. Прво, да го повлече нашето признавање под уставно име, што ќе се случи тогаш? Колку земји во таа ланчана реакција ќе го повлечат признавањето? Цела Јужна Америка. Нели Африка. А нели и тоа Азија. може би цела ова игранка? Незините земји што произлегува од Советскиот сојуз, сите ќе ги повлечат признавањата. Во Советот за безбедност како ќе им помине резолуција? Две членки таму, и Кина и Русија, на кои што ние мокните овдека 2 милиона народ, им удривме шлаканица на отворена светска сцена. Па требаше да се биде умерен, требаше да не се трча. Пазете, ние изтрчавме уште повеќе од сите други. Прво, на Балканов речици никој освен Хрватска, мислам и Црна Гора, Грција не протера. Србија не протера, Бугарија не протера, Словенија не протера. Значи, ние се истакнавме. Но отидовме и чекор потаму. Овие кажа дека во врска со случајот заради солидарност ги протеруваат. Но ние смисливме дека овој и шпионирал. Па тоа е уште поголема работа. Значи, ако шпионирал, зошто порано не бил избркан дипломатот? Сега ли денес ги добија тие сознанија, па го избрка? Малце зашлапавме во жива кал без Многу врска. зашлапавме во жива кал и мислам дека таква... Па знаете, со години се водеше една таква еднонасочна политика. Не еднонасочна надворешната политика. Вие треба да играте со едни, со други и со трети. Хрватска не влезе во Европска унија за друго. Таа има нерашчистен спор со Словенија. И тоа, пазете, територијален спор има. Меѓутоа, знаеше да игра пред со Германија. И тој спор сега ќе се тера на арбитражен суд. Не ја стопираше Словенија, Хрватска да влезе во Европска унија. Што значи можеме ние Што во значи НАТО дека- и во Европска да влеземе и понатаму да преговараме. Апсолутно, апсолутно. Зошто е оваа брзаница сега? Зошто е оваа брзаница? Зошто е оваа брзаница? Па некој сака да укнижи поени, некој го ветил ова сето. Пазете, ние не влегуваме во НАТО заради нашите потреби сега. Тоа е спинување од прва класа. Спинување. ова е интересно. Влегуваме затоа што НАТО има интерес да влезе овде. И сега ве прашувам, ако вие имате интерес да влезете кај мене во стан, па вие отстапки ќе давате, не јас да ви давам отстапки. Значи, една немокна дипломатија. Еве, прекрстивме, што прекрстивме? Аеродромот и автопатот. Па што баравме за возврат? Што баравме за возврат? Ништо. Ништо. Гратис. Што баравме за возврат за оној договор со Бугарија? Што баравме за возврат кога нашиот премиер отиде во Косово за диво населје да ветува меѓународна истрага како да е врховен судија? Што бараме ние од било кој? Ние, ако така ги гледаат добрососедските односи, ќе кажам не фала, не сакам добри соседи. Значи, ако се иде по грбот на нашите интереси. Какви се тие добрососедски односи кога сите отстапки се од наша страна? Пазете, ова со Грција шминка чиста. Те протестите, те не сакале Македонија, те каменост не можел да смислите, неа демократија. Тие веќе си има договорено со Македонија уште во моментот кога бевме наречени ФИРОМ, токму поради нив. Кога вие сега партиска активност рековте во мај ќе имате или кога ќе имате? Не, во мај се мајските протестни вечери на ВМРО, ние немаме. Како иде она структурно, ќе се формирате, ќе имате Да, ние во собрание? статутот ставивме дека ова беше основачко собрание, Основачко а за собрание? најмалку 6 месеци е најмногу година дена, што не дава простор, ќе направиме изборно собрание. Изборно собрание. Да ги Што значи? доизбереме сите тела. Сите тела ќе ги изберете и така Да ги натаму. доизбереме. Значи имаме сега Централен совет, имаме председателство, но имаме работи, имаме други органи кои што треба да Може ги ли да ми избереме. посочите некои позвучни имиња кои се член од вашата партија? Нашите имиња не се звучни од политичката сцена. Ако беа звучни од политичката сцена, воопшто немаше да правиме партија. Значи, токму сакаме да бидеме исчистени од такви Зборам некои од општествената? имиња. Да, од општествената, секако има. Певе подпредседател на партијата, да речеме, повеќе се жени.
Значи, Тоа приметив. да, бидејќи даваме голема приоритет и на тој женски корпус на прашања во партијата. Например, и кој? сметаме, да, подпредседател е професорката што е председател на историчари на Република Македонија, професор Наташа Котлар. Не знам колку ги познавате другите луѓе, има познати ликови кои што одат по дебати и така натаму, ако тоа ви значи нешто. Ова кога ќе го завршите структурирањето на што е вашата прогноза вака по тоа, дали зависи од тоа од бројот на интерес на членови да се зачленат во партијата, па тоа би го забрзало, што зависи процесот, зошто би бил, не би бил за месец дена, туку за 6 месеци или година дена. Дали е потребна една веќе критична маса Веќе е потребна една критична маса и разговори со луѓе кои што ќе оцениме дека навистина би сакале. Бидејќи, знаете, не ни требаат ние што велите променентни имиња, ни требаат луѓе кои што знаат да работат на терен, да имаат широки кругови на луѓе за да можат да ги прошират нашите идеи и политики. И луѓе влијателни на социјални мрежи? Па, социјални мрежи, знаете, многу е чудно со социјалните мрежи. Социјалните мрежи не се некој индикатор. Треба да ги знаете во лично луѓето, не само на социјални мрежи. Знаете како помина Ванковска кога се кандидираше за председател? Ја го напишав во колумна како синдром Ванковска, кога 10.000 лајка и дадоа да ќе те поддржиме, па едва и собра. Ќе дојдеме на протест, јас ќе ги повикам, 700.000 ќе стаат лајк, тројца дошле. Тоа е секојаш така. Тоа е секојаш така, тоа е и затоа виртуелен простор и затоа морате да контактирате со луѓе, а тоа не треба време. За тоа треба време. Сметате ли дека кога веќе реално овие, еве, да речеме, илјадници имате членови кои побарале пристапница и така натаму, дека во една критична фаза очигледно вие ќе мора да се соочите со меѓународната и да ги кажете вашите ставови про НАТО и така натаму, бидејќи сите политички фактори во Македонија унисоно колку да кажат, ние сме за НАТО и ЕУ. Апсолутно дека ќе морам, јас си ги кажувам тие ставови нон-стоп, со тоа што ставам ограда тука и велам дека прекрстени никаде. Никаде ни во рајот. Значи, не постои таа рајска порта што треба да ни се отвори вакви. Па нема да постоиме, што ќе ни се отвара рајска порта, кој ќе бидеме ние? Мислам, тоа е едно загрижувачко многу прашање. Сметате дека промената на името ќе го загрози идентитетот? Да, дефинитивно. Па таа промена се изведува точно поради идентитетот. Ние не испетаме на Грција затоа што не се бендисува името на Македонија. Значи све ова заради идентитетот. Се идентитетот на македонците, треба да биде народ. Избришен македонскиот народ. Точно тоа. Ништо друго. Значи да се обезличиме, да станеме граѓани на некоја си држава со кумот што ќе ни го даде името и толку. Толку е веќе од нас. Ве прашувам што ќе биде со нашата литература, како ќе именуваме наназад сите песни? Одамна имаме веќе таков процес, например, никој не може да извади веќе книгата Белото циганче. Некоректно е политички. Ромче треба да биде. Ромче треба да биде денес. Еден многу чуден процес. Европска унија за мене е нешто друго. Европска унија е просторот, не е унија, туку Европа е нешто друго, бидејќи ние сме цивилизацијски Европа. Да не се лажеме. Ние сме европјани. Многу ви благодарам што правите дистинкција помеѓу Европска унија и Европа. Тоа се две различни работи. Каде оделе од нашите побогати, повидни семејства, дедовци, прадедовци одели и на печалба, одели, но и на учење, и на докторирање во Грац, во Виена, во Париз, Сорбона и така натаму. Тоа е нашиот простор. Не е нашиот простор Индија. Се знае дека е тоа простор. Као што, од друга страна, да речеме, огромен број на дејци работеле во Русија, потаму печателе за прв пат текстови на македонски јазик и така натаму. Јас мислам дека мора ние да бидеме мудри и во тој еден комплициран свет сега и во таа еден судир на големи сили да играме мудро од друг начин, нема една мала земја. Знаете, многу е лесно да кажете ние без НАТО ќе пропаднеме. Ај нека ми обяснат што тоа ќе пропаднеме без НАТО. Без НАТО што ќе пропаднеме, не ми е јасно. Од руското влијание.
Ама тоа Америка е загрозена од руското влијание, не ние. Зборувам за нашите интереси, не зборувам за интересите на НАТО. Зборувам за нашите интереси. Од кого тоа ќе на заштити НАТО? Па НАТО произведе неколку војни овде, во околината. Од кого ќе на заштити? Од натрешни судари? Не. Нема да на заштити никош. Грција и Турција го поделија Кипар. Двете НАТО членки. Ако почнат протести во мај, им дадете ли поддршка? На протестите на ВМРО прво не, затоа што ВМРО не ни даде поддршка воопшто сега на овие протести кои што ги имав. Значи се дистанцираш. На 4 март тие славеа 4 дена порано, 8 март, нивните жени во Македонска опера и балет, додека ние бевме на плошта. И на СДСМ исто. И исто. Значи, мислам дека не заслужуваат поддршка, нити верувам во протести, знаете, доаѓа по нас Имавте ли средби солидариве на партиите? Русија, револуција се одложи на неодреđено време, на тоа ми личи ова нивното. Зато и го нареков, немаме оперски мајски вечери, имаме мајски протестни вечери. Мислам, ова е една игранка со луѓето, ама е прочитана игранка. Имавте ли средби солидарите на главниве партии? Не, сега во овие месеци, не. Последниве месеци. Немате намери да имате или... Не, апсолутно не е така. Ние мораме да работиме во овој политички простор и оставам простор да видиме, да се организираме, да работиме, да соработуваме, но она што е дефинитивно јасно дека ние сме опозиција. Ние сакаме оваа власт да падне. Сега, дали утре ќе обединиме сили со некој, тоа сигурно овие играчи кои што се сега на просторот треба многу да се менуваат за да обединиме сили со некој. Така. А во овој момент предвремени избори можеби би били и добри и за вас. За нас би биле одлични. Но најавата е дека нема да има затоа што ќе се окрупнува мнозинството во парламентот. Со тоа окрупнување на мнозинство, како што ви реков, тоа е една крпара, како закрпа да правите на една стара черга. Ја не знам како ќе функционира тоа мнозинство, навистина не ми јасно. Ако се зборува за реформски зафати, за тој 369 за кој што напишав колумна, уште ќе излезе дека ништо од сета таа работа нема. Во вечер ќе излезе. Мислам дека таквото мнозинство ќе биде многу лабаво и тенко, поготово што ги чекаат голем број на решавање на крупни прашања и не знам дали ќе издржи, као што вели нема да има до 2020, мислам дека најрано со председателските, најкасно со председателските избори ќе имаме избори. Ви благодарам за вечерашното гостување. Навистина пријатно сум изненаден од вас. Прв пат ве запознавам, прв пат разговараме. Особено ми импонира што почите ја покажавте кон публиката која следи оваа со години емисии, тоа особено ми значи. Ве запознав и ќе биде интересно, ќе додадете, ќе бидете шафран во нашата политичка сцена. Не знам. Се надевам, имате потенцијал. Да не бидеме шафран, повеќе да не бидем. Сакам да сега за сега тоа сте. Сега дали ќе бидете main dish, не знам. Кој ќе почне да ви викаат по амбасади, тогаш нели како ќе ви расте влијанието, така ќе се обидуваат. Две средби одбив, не знам кога ќе размислам многу за тоа одење по амбасади. Да, па тоа е добро, нели први зајакни си ги своите позиции, па ќе има и тоа, нели политиката е теорија на можно и со секого треба да се разговара. Сметам дека секаде кај што се разговара, треба да се разговара од позиции на суверена земја, не од позиција на прислужник и марионет. Тоа е мојот личен став. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.